Откако бизнисот наречен бугарско државјанство доби неконтролирани размери, бугарите се сетија дека тоа може да им се врати како бумеранг, па почнаа да преземаат рестриктивни мерки на овој план. Први и најбројни кои ги запоседнаа бугарските адвокатури и институции за добивање државјанство беа македонците, чија бројка за неколку години достигна неколку десетини илјади. Меѓутоа, држливоста на Бугарија во однос на државјанствата ја насетија и граѓани на други соседни држави и притисокот достигна неконтролирани размери. Од Министерството за правда коментираат дека не е тајна дека со бугарското државјанство се тргува. При тоа не е тајна дека главниот мотив на кандидатите да станат бугари е подобивањето на пасошот да заменат во Западна Европа. Како што не е тајна и фактот дека албанци, срби, косовари или украинци подоцна штом ќе си завршат работа, го отфрлаат купеното државјанство. Со македонците не е таков случајот, бидејќи освен обезбеден престој во земјите на Европската унија заради работа, многумина ги користат помалите бенефиции, како управување со возила со бугарски регистарски таблички, отворање некакви бизниси и слично. Не е толку за оправдување, но сепак кога ние не можеме да бидеме членка, не можеме да бидеме, не можат нашите пасоши да бидат оправдани. Не е сјајно многу, не. А младите бугарски пасоши ги владат за тоа да сакат да одат во странство, да се вработат, иначе тука тешко на овој траво. Тоа што мали плати, мали примања. Според последните податоци, Министерството за правда годинава го намалило бројот на примени предлози за бугарско државјанство. Лани имало 17.500 апликации, а до крајот на јуни годинава таа бројка е само 7.800. Најмногу кандидати за бугарско државјанство се од Македонија 3.900 лица, потоа од Молдавија 934, Украина 761 и Србија 415 лица. Заинтересирани за бугарски пасоши има и од Албанија и од Косово. Лани 1041 албанеци и 250 косовари побарале бугарско државјанство, а оваа година само 202, односно 98. И додека Бугарија двојните државјанства веќе ги третираат како проблем кај земјите од кои доаѓаат апликантите, не се случува ништо конкретно на тој план.